Радован веќе ни е пристигнат, со Цеце ќе почнеме сега тема разговор со Мак Петрол. Ја стартуваме нашата утринска тема. Мак Петрол во фокус ќе ни биде поточно нивниот авиосервис. Мислам дека ќе биде интересно, бидејќи за мене Марко е предизвикувачки ова што ќе го зборуваме. Но со оглед на тоа што е некако не толку достапно, не толку познато, можеби за самата тема не е толку многу можеби достапно. Од тој аспект верувам дека ќе биде привлечна и интригантна и за нашите гледачи кои што се на фреквенција на Телма телевизија. Господинот Радован Марковиќ ни е во студиото, раководител на авиосервисот на Мак Петрол АД Скопје, и со него ќе отвориме една интересна тема за авиослужбата, за обслужување на воздухопловите и секако за целата она приказна која што стои зад авиосервисот. Се вели нели сигурно гориво за безбедни летови. Тоа е и најважно. Радован, добро утро. Добре ни дојдовте. Добро утро. Фала на покана. Повеќе од 2 децении, како ни рековте зад камери, сте тука, гравитирате на оваа сцена. Своевремено всушност имавте прилика нели заедно со Кати, со нашата камера на Телма. Се надевам дека сериозно ќе имаме прилика повторно можеби оваа сезона Телма да го посети теренот кај вас. Се надеваме и ние, значи е отворена покана кога сакате. Да. Сепак станува збор за безбедна зона, која што бара нели и дозвола да се посети така натаму. Претпоставам дека искуството во сиве овие 22 години што ги споминавте, има некакви интересни осцилации, сте доживеле секакви трансформации, погледнувајќи ги фотографиите, со добри модели на авиони сте фотографирани. Како рече, мислам дека еве. Веднаш ги погледа моделите. Човек кој што се разбира оваа авиација. Како и да е, еве пред да започнеме со оној формален дел нели разговорот да ги запознаеме гледачите, со Цеце утрово кажавме, не знам дали ја прочит информацијата дека наскоро светот ќе го има или стартува најдолгиот лет во светот. 29 часа Шангај, Буенос Ајрес. Видете, авиацијата конкретно е голем предизвик за цела планета. Така да јас верувам дека тоа ќе се реализира, познавајќи капацитетите на целиот овој авиосвет, така да тука можам да кажам дека постојано има нагорна линија авиацијата и се зголемува. Тоа е во корелација со навиките на луѓето, новите генерации, кои што еве сведоци сме на све побрз, нели, свет, кој што сме сведоци. Така да верувам ќе се реализира. Тоа веќе ќе биде најавено и ова сигурно ќе се надмине некој друг рекорд кој што ќе се случи во иднина. Да. Радован, ајде да им раскажеме на гледачите што представува вашето работно место. Вие сте веќе спомена и Марко 2 децении, повеќе од 2 децении на оваа позиција, раководител на авиосервисот на Мак Петрол. Што значи сето тоа? Што значи? Како и секој работно место, нели, си има тежина. Моето конкретно работно место е да, самото име кажу, да раководам со многу активности кои што се така вклучени во реалниот овој свет. Значи имаме соработка со авиокомпании, имаме соработка со една фела со пилоти индиректно со авионите, имаме соработка со аеродромот, кои што важат, тие правила важат секдека во светот, кои што е и кај нас. Значи конкретно нашава служба работи, да кажеме, тоа го нарекуваме ние воздухопловно пристаниште. Индиректно и така, да. Како една марина што се вели. Да, а воедно и граничен премин. Да се подобјасниме за гледачите. Поголема малце да им даеме слика. Така да тоа се склоп на многу активности, се работи на тук терен, нашата служба работи на тук терен што се кажува, иначе мора да се организираат многу активности во поглед на капацитети, луѓе, горива, све тоа да биде добро стокмено, за да биде на крај безбедноста е преди се. Што треба да поседува еден работник како вам или другите кои што ве обкружуваат, секако тимот на Мак Петрол? Прво инспирација и желба за ваква работа? Инспирација, желба, иницијатива и спремност за учење, многу е важно тоа, значи секој извршител да го наречам, треба да има желба да научи нови работи од тоа што го знае, значи да се наметне на таа литература и таа тема што ќе биде понатаму во животот, ќе му биде работна обврска. Секој пат имавте желба или поврзаност некој уште млади рани детски години со авиацијата? Па да, видете сега, авиацијата... Моментот на манифестацијата подосна во животот. Апсолутно. Значи, авионите, мислам дека за секој човек е предизвик. И така беа тие мали нозе. Тука морам да споменам дека мојот татко таму работеше и повнатре ги дознавав. Наследството се доби. Да, побрзо ги дознавав тие работи кои што не секој можел да ги дознае.
И така, значи авиони, потоа во школа идевме на аеросекции, правевме авиончиња и така полека со Се градеше. Да, интересно ми е тоа кога велите треба да сме во постојана комуникација со авиопилотите така натаму. Што значи да се биде во постојана комуникација? Која е, да речеме, вашата секојдневна работа кога треба да ја опишете? Најчесто. Значи, ајде нашиот ден започнува со Тимот, да речеме. нашите, значи тимот, да, тој што е тој на работа, значи вршиме контрола на горивото за да знаеме нели што имаме на располагање. А конкретно со авиопилотите тоа е непосредно кога точиме конкретен воздухоплов. И тука имаме непосредна комуникација со нив од типот која количина, колку количина, кога да се стартува. Тука ни асистираат фактички службите од ТАВ, каде што ние работиме на дојава. А тој конкретен воздухоплов се оди на лице место и се започне процедура за точење. Значи све е организирано, све е пишано на хартија и се спроведува на Интересно е дека ВЦЦ ќе се надобрзам пред да завршиме со минатата сезона ја посетивме лабораторијата во Линден, баш таму се испитуваше всушност и горивото кое што се точи во авионите. Тука морам да истакнам, значи Мак Петрол поседува акредитирана лабораторија која што е малце друга димензија, да кажам. И е специфична квалификација, да, апсолутно. И тука нас како служба морам да истакнам дека многу ни се дава ветер во грб затоа што горивото ни е ресертификувано и спремно за работа, значи службите си работат безпрекорно. Налик на сите европски светски лаборатории. Да. И уште пред да се добие таа верификација, баш ми кажаа всушност дека оваа лабораторија всушност и претходно беше една од можеби првите примери, постулатите кои што ги имаат на Балканот и во овој дел од светот. Апсолутно, значи нашата компанија и тоа било спроведено, така да несомнено. Радован, ајде вака малку да и мене ме интересира, верувам и гледачите. Што значи како се проверува квалитет на гориво? Како изгледа керозинот? Што значи неговата боја? Што значи ако е безбоен? Како се проверува квалитетот на горивото? Видете, тоа се веќе воспоставени практики, кои што според работно упатство си е опишано како тоа треба да изгледа. Еве конкретно тоа треба да биде безбојно, би требало може да биде и до слабо жолтеникава боја, значи тоа е исто прифатливо. Конкретно тоа си е одобрено во таква вид на боја да биде. Прозирно, без примеси на било какви други во него супстанции, вода или нечистоти некакви си. Тоа е таа наша проверка што ја правиме на лице место, но повторно ќе кажам, значи нашето гориво е лабораториски ресертификувано, така да ние правиме визуелна проверка на општите работи, не посебните. Конкретно. Она што е интересно да го истакнеме дека еве да им стане појасно на гледачите, вие како авиосервис, значи ги полните, како рековме пред малку, се што лета на небото, горивото доаѓа од кај вас. Да, ваша должност. Така. Тоа е нашата работа е таа, значи све што ќе побара гориво да обслужиме согласно процедурите што ги имаме веќе утврдено и одобрени, значи. Да. Тоа значи дека функционирате и на аеродромот во Охрид? Апсолутно, да. И таму имаме служба со наши колеги кои што се таму исто мобилни, дежурни, да како да наречем, зашто таква е нашата работа, професија. А дали ова дефицитарна професија, Радован, дали има интерес, вие велите дел од насоките вам ви ги дал вашиот татко, но така сте растени и можеби љубовта од таму доаѓа. Меѓутоа, убаво напоменавте пред малку дека речиси секој дете се фасцинира од авионите кои што летаат на небото, па или понатака веројатно останува таа фасцинација за авиацијата и за се што лета на небото. Но има ли во ова поново време кога младите некако други професии ги интересираат, има ли интерес за авиацијата конкретно за вашите професии? Па има, можам да кажам со сигурност дека има уште интерес. Се работи на таа тема да се анимира, да се популаризира, да, значи овие работи ги интересира. Сега е полесно за секој еден човек да прочита многу полесно. Порано било аеромитинг ако има, или ако отидеш ако имаш непосредно некоја ситуација да дојдеш на самиот аеродром. А сега поише има медиуми, има секакви работи за да дознаат поише. Има, не можам да кажам дека нема. Со колкав тим располагате сега, Радован?
На Скопскиот аеродром сме со 13 луѓе, вклучително и мене. Тоа е сосема соодветна бројка за да се обслужи Па сепак. да, со овој обем на работа е доволно, затоа што се работи 24 часови. Часа. Да. Претпоставам дека нема стопна смена. Постојано има веројатно бидејќи нели во текот и на ноќите има летови. Сега јас не знам како кај вас дали е тоа може би или до Значи постојано сме активни, да. ако сега еве ова лето и претходни лета се покажа дека авиацијата во поглед на туристи е зголемена во ноќниот период за сметка на денскиот. Значи да. така да се прави план на самиот аеродром кога може да прими повеќе нели летови за сметка на овие што се редовните и така. Јасно. Тимската работа е многу важна веројатно и во вашиот сегмент. Ако ве прашаме со Цеце кои беа и се уште се можеби некои од најбавите случаи во вашата работа, ќе ни раскажете додека ги гледаме и овие фотографии. Всушност има и секој гледач во моментот прилика на Телма да погледа како изгледа можеби авиосервисот и така натаму, меѓутоа имавте прилика да се фотографирате и се уште со некои од најдобрите можеби модели на авиони. Апсолутно, да. Ова е Може би не само да се фотографира, туку и да лета, но? именно. Искористите ли Не, тоа е друга димензија. друга димензија? Раскажете ни уште нешто што било Значи, ова е интересно. по повод на нашата република кога влезе во НАТО. После одреден период направија они соработка нели со нашите власти, па дојдоа на лице место да малце да демонстрираат со што располага Така? еве НАТО силите, тоа е сериозни воздухоплови, да ги наречам, војни, така да тоа беше предизвик во тој контекст. Тоа е предизвик за да го видиме и за нас, Да. кој што во реалност не можеш да ги видиш овие воздухоплови. Еве, Така да- Радован, можевме да отвориме квиз знаење со нашиот колега Боби. Боби, како беше моделот со радарот? Авакс, да, апсолутно непознат. Инаку, овој авион со радар, како велите, за? За следење на... Летат на 30.000 метри Да. Сите авиони ги стете до збора. Требаше да го викнеме во студио и Боби, можеби ќе се доврзеше со некои познавања од овие модели. Одлично. Да, Радован, од некој концепт кој што ги имаме тука направено, би сакала еве да го истакнеме овој момент дека не сме да се точи гориво кога има патници во авионот. Ајде малку околу тоа. Кои се условите кои што мора да се запазат за точење на, нели го споменавме најдолгиот лет, кој што ќе биде 29 часа, меѓутоа се уште нели функционираат авионски летови кои што се многу долги и авионите мора да застанат на одредена локација, да наточат гориво, па да продолжат до крајната дестинација. Како се случува тоа точење или надополнување на горивото? Видите, тоа е така напишано, прикажано, но во стварност, во суштина е дозволено, но со посебни услови. Значи, затоа е кажано тоа недозволиво. Во принцип е недозволиво, значи нашата активност трае додека нема патници во авионот, но во одредени услови, како што кажувате дека тогаш има потреба, е возможно, но со надзор, со други запазени процедури во поглед на заштита, значи противпожарна заштита, значи сите луѓе што се горе во кокпитот, значи мора да бидат известени дека има активност од тој вид, значи точење на гориво, да се отворени вратите за emergency излез во самиот воздухоплов. Значи тие мал дел некои си процедури кои што се правила, значи и во тој услови кога се запазат тие правила, тогаш е возможно реално да се надополни со гориво. Дали освен керозинот има друг тип на гориво кој што се користи за полнење на воздухоплови? Да, еве нашата компанија, што е реткост во ваквите типови на објекти и авиосервиси, го поседуваме ние и другото гориво кое што е авиобензин, значи тоа е малце друга димензија на гориво, тоа е авиобензин за оние што ги гледаме секојдневно ние во етерот, мали авиончиња кои што се за гасење пожар, кои што и да туристички да нагледуваат нели градови, сите тие работи. Тие не користат керозин? Тоа е авиобензин или авгаз, интернационален термин, кој што е за клипни мотори, еве конкретно кој кај гледачите ако некој разбира, ќе разбере дека што е разликата измеѓу керозинот, кој што е за авиони за турбини, за млазни турбини, а ова е авгаз кој што е за клипни мотори, како што користат, ајде да кажеме, автомобилите. Така. Уште една убава работа е
Да ја прикажеме оваа благодарница, ја извадивте од вашиот дит кој што е како орнамент, благодарница токму за МАК Петрол Авиосервис 214 за долгогодишна и успешна работа токму од Министерството за внатрешни работи, со оглед на тоа дека ни споделивте дека еве токму и овие авиони кои што некој пат се активираат при гасење на пожари кои што се случуваат во текот на летото календарски, особено минатата година споменавте дека имавте прилика се тоа да го направите во соработка и со Центарот за управување со кризи. Ова е хеликоптерска единица на МВР или по повод 50 години постоење и доделува благодарница. Да, морам тоа да го истакнам на колегите кои што се од хеликоптерската единица при МВР, ни доделија на покана нивна, не повика кога има повод во нивниот хангар во Идризово и ние споделија, ние доделија оваа благодарница на целиот тим, значи и на ние што сме моментално постојано, значи во авиосервисот, но тука имат и претходните колеги кои што имаат работено години наназад, така да ова не е само за нас, ама таа е таа тимска игра која што и конзистентност постојано кој што негуваме односи со сите релевантни институции и учествуваме многу често со нив. Овој што го споменате сега, пожарите не мил се такви настани, ама се дел од нашето од вашата работа, да. Го обслужувате. Инаку само кратко ја споменавме благодарницата, но верувам дека во вашата канцеларија и насекаде во авиосервисот постојат сертификати кои што постојано ги добивате. Ова, рековме, времето постојано некако е брзо и оди напред и технологијата напредува, се развива, така што верувам дека и авиацијата има свои новитети кои што постојано треба да се следат. Колку често имате обуки, ве праќаат ли во странство на дообучување? Како се добиваат сертификатите за работа? Апсолутно, значи ова работа е сведена на тоа, значи да се вршат обуки од релевантни институции. Ние како МАК Петрол може да кажеме дека имаме исто и наш школски центар кој што е во нашиот дел на работа, но имаме исто така предмети, така да ги наречам предмети на сите вработени кои што работат во авиосервисите, предмети кои што се одобрени од Агенцијата за цивилно воздушно пловидба и тие другите предмети кои што ни се за полагање и учење се во кај концесионерот кај ТАВ, значи тоа е склоп малце на повеќе активности. Нивни школски центар во соработка со нашиот школски центар се фузираат и правиме една глобална цела лиценца, тоа е за околу вработените. Но нормално да, значи во авиацијата постојано има промени, има постојано учење и нови работи, така да постојано и ние одиме на доусовршување од различен тип, како да ви кажам. Значи тука има филтрација за горива, за технички работи. Мора се да се следи. Мора, значи тоа е како и секоја работа. Да, ова е едно глобално семејство, нели, горе на небото, тоа е еден друг свет кој што Апсолутно. Фасцинантно е, Радван, утринава со Цеца говориме за тоа дека технолошката иновација е се повеќе дигитализацијата и така натаму. Верувам дека тоа особено е значено за тема воздухопловство и така натаму, освоена авиација. Дали, бидејќи тоа го кажавме на почетокот, сигурно во овие 22 години ваше работно искуство наидовте на можеби нови предизвици и да речеме ако денеска ја прашаме кои технологии и алатки можеби ви олеснуваат денеска работата? Видете, има некои алатки, но авиацијата, знаете, не е све онака отворено за. Но имаме ние некои алатки кои што во соработка со аеродромот. Има една стандардизација и традиција на работење, претпоставувам. Еве најосновно кој што гледачите сигурно ја користате флайт радарот во поглед на планирање на летови и на следење на самиот лет кој што и ние доле што сме на асфалт да кажам во таа зона кај што обслужуваме воздухоплови си правиме план за тоа што не следи, значи тој слетал авион, доаѓаме на таа и таа позиција и сите тие работи, значи некаков таков си план и кој што имаме ние интерно еден планер на целиот тој ден конкретно, кој како смена или како што си имаме, кој авион ние на која позиција, во кој термин ќе повлече, ќе земе гориво што се кажува и тие се тие некои алатки кои што нас ни се највише имаме бенефит од тие работи на платформата која што работиме. Да, најлаичко прашање, претпоставам дека од обемноста на авионот толку литри се нели точи гориво. Максимумот колку е? Тоа е, да, многу често прашање, но многу релативно е.
како да ви кажам. Значи, И се полни социјалната резервар максимум? Не. Значи напротив, затоа кажувам дека е најчесто поставувано прашање. Значи све е калкулација, све е математика. Од што зависи? Од што зависи од многу фактори. Патници, дестинација, алтернативен аеродром, временски услови. Знаете зашто ме потикна прашањето? Гледајќи ги сега нели тие филмски блокбастери, често пати пред некој период го гледав со Дензел Вашингтон каде што нели треба да го спушти во едната ситуација така натаму, нели некој пат се случило и во минатото вистински нели случаи кога велат поради лоши временски услови или поради можеби некаква недозволена субстанција на нели паркирањето на авионот, односно на самата писта, авионот ќе мора да кружи или да речеме на друг аеродром да слети така натаму, потребно е повеќе гориво и од таа причина се велам некој пат колку гориво има, дали има доволно резерва и за тоа. Затоа ви споменав, значи тоа релативна работа е, значи повторно гледачите сигурно се имале таква ситуација каде што ќе дојдат од негде како патуваат, ќе дојдат над Скопски поготово зимни периоди, ќе дојдат до Скопски аеродром, ќе вртат одреден број на кружења, нели? Така. И ќе фатат после во друга правец, може да се вратат на првата точка каде што тргнале. Значи ме разбирате, затоа, ама све се знае однапред. Значи кога се прави планот за тој лет, сите тие работи се вметнуваат, се очекуваат. Значи метеослужбата каква ќе биде кога слетаат. Вие сте претпоставка во постојана релација со метеослужбата од Апсолутно да. Значи зависни служби сме, зависни служби. Не де Боже кога има такви. Значи зависни служби сме сите на аеродромот. За да биде тоа све безбедно обслужено, мораме сите да координираме затоа што крајниот ефект е безбедно полнење гориво. Па така и ни беше темата, нели? Сигурно гориво, безбедни летови. Апсолутно. Радован, верувам дека за авиацијата има интереси од мажи и од жени, бидејќи тоа е поле кое што навистина е фасцинантно за многумина, но никако со гориво, со точење бензин, ми е асоциација мажи, иако не треба да е тоа така. Прашањето ме дали има интереси од женската популација кај нас за сето ова што вие го правите? Да. До сега не сум сретнал јас. Значи во тимото 13 луѓе во моментот сите се Не. Немаме такво нешто, Значи немаме жени во нашиот тим. Видете, ова е сега да напоменам, значи нашава работа е со на Скопскиот аеродром и во многу аеродроми, нашата работа е со нашето гориво, значи го носиме ние со камиони. Значи не е тоа. Во светот има и други системи, хидрантски системи, тоа е малце полесен начин, тоа е на поголеми аеродроми, ама нашата работа е конкретно ние ги возиме истите камиони. Така да ние допремуваме гориво од нашиот склад до воздухопловите со камиони. Сега таа работа тој свет за не е дека жени може камиони да возат, ама добро. А многу е ретко. Ќе видиме. Да, ретко е. Авиони возат, тоа е факт. Тоа се случува, се содруваме секојдневно, повеќе и повеќе. Се повеќе, така да кажам, да. Ама оваа работа не е случај. Да, и сега, ако добро ме држи меморија, може би прашав, а може би сега сум изумил колку често или редовно се прават контрола на горивата, на керозинот, за точењето за обслужување на авиацијата. Генерално пред секој лет споменав, така? Секој пат се случува редовна контрола за да се обезбеди сигурно, проверено. Значи секоја смена си прави прво увид во тоа што наследува од претходната. И ви дава потврда. Радован во рете. Да, значи си имаме ние чек-листи. Значи имаме на дневна основа чек-листи, имаме на неделна основа, на месечна, на 3-месечна, на 6, на годишна. Во поглед на горивото, ние постојано го следиме тоа што горивото е состојбата е таква да менува карактеристики во поглед на температура, нели? Сабајлето е една температура, на пладна е друга, навечер е трета, поготово во оние периоди кога се има голема разлика на температури. Осцилациите. Да, значи тоа е тоа, значи веќе си е воспоставено тоа, така да само треба да се почитува. Споминавме ова нека биде така и како за окружување на вашето гостување во Телма за подмладокот. Дај Боже, можеби ова ваше излегување денеска јавно на Телма да предизвика можеби внимание кај многу млади момци, можеби некој девојче. Меѓутоа, во моментот во вашиот тим од 13 луѓе подмладок има? Обновени сте со... Да, апсолутно. Значи се гледа и на тоа, значи да имаме поискусни, имаме и млади кои што и тие ден треба да станат они наследници на целава работа, значи целата филозофија е на тоа. И ова работа затоа е тимската работа, нели? Сите заедно на крај да затвориме, да биде свето безболно, да биде свето обслужено. Кои се предиспозициите ако сакаат да аплицираат за оваа работа? Видете, со мало претходно искуство.
Искуството е, да, значи ќе се стекне искуството, значи оваа работа се заснова на стварно на искуство. Значи долгите години самото ситуациите по ситуациите ќе се створи искуството, а желбата е многу важна за учење, да биде работлив, за сите работи е тоа, да почитува тоа што е, нели, и на хартија, да се почитува, да се спроведува. И тогаш би имале крајен исход позитивен. Благодариме. Еве, половина час ни помина. Да, Безбедно особено добро. интересно кога Да. нели вакви теми кои што за вас се секојдневие, а за граѓаните не толку чести, па и во медиумите и Да. апсолутно насекаде, да се доловат и да се раскажат. Продолжете и понатаму да ја градите оваа успешна приказна и да ги обслужувате со гориво сите воздухоплови на небото кое што е Пред над се нас. со квалитетот. Пред се, да. Ви благодариме Така е, уште фала еднаш. ви.